Благодарам, почитувам председателя, почитувани колеги повторно, почитувана јавност. Сакам малку да разбијам ова судбина која што го следи и ја следи госпоѓата Катица Јанева, па некојаш некој нешто и да каже за неа. Кога 2003 година била избрана во истото ова собрание, во друг состав, од стенограмските белешки видовме дека нема еден збор за неа. Значи, никој не се осетил ни побуден да дискутира за низините квалификации, способности и така натаму. 61 пратеник гласал за неа, но никој ништо не дискутирал. Знаете, кога избирате на било кое место, и професор на факултет, било каде, обично теснав од луѓето што ве знаат, се јавуваат и некој збор ке кажат. Се разбира позитивен. Денес, еве, консензуално, вие што ја предлагате, господјата Катица Јанева, ниту еден не се најде за повикан, освен ова формално известување од комисијата, да каже нешто за животот и делото на човекот за кој што, пазете, чекавме, како кај папата, која се дига димот во Ватикан, дали избран нов папа или не, дали е бел димот или е црн. По се изгледа дека е црн димот, па сите молчиме. Добивме незина биографија точно пред 5 минути пред да се собереме во сала. Дали е тоа во ред? Пред 5 минути. Утрово, јас барем бев згромена од овој избор, очекувајќи какви видни јавни имиња се вртеа во јавноста, кои што знам дека можеа да преземат оваа функција без проблем, и добивме едно име на, за мене, анонимен човек. Овде сме гласале многу директори, председатели на комисии и така натаму, за сите нешто се зборуваше и често пати сме се карале за тоа за што се зборуваше. Сите бевме изненадени, да не речам пренеразени, од тоа што добивме предлог на човек што јас на Google не можам да го најдам као слика. Значи на Google Images го нема. Го нема. Очекував дека со ова личност ќе биде врзана една голема референтна листа. Пазете, очекувањата од овој човек се претерано големи. Единствено ме радува што е жена. Да, тоа го гледам како позитивна работа. Меѓутоа, не можам да видам кои се незините достигнувања, која е незината референтна листа, какви предмети работела, дали воопшто може да одговори на оваа екстремно висока задача. Но, спремајќи го овој говор денес пред вас, знаејќи дека вака ќе реагирам, но кога го видов и законот исто така предаден 5 до 12, јасно ми е дека ако зад неа не, ако стои ваков закон со ваков формат, тогаш очекувањата се многу скромни на целата јавност. Многу бргу она се што се пумпаше како атмосфера ќе спласне. Сите низ дебатните емисии кажуваат да, Македонија има многу способни луѓе, можат да одговарат на оваа функција. Тоа е господјата Катица Јанева, ве молам, каде се незините достигнувања, не можам да ги видам. За секој човек, барем со овој интернет што е лош или добар, сеедно, можете да ги видите референците. За овој човек, јас извинувам, референци не можам да видам. Би сакала да знам во тој исклучително нетранспарентен процес кој се бил во игра, кој се бил отфрлен и зошто бил отфрлен, зошто бил неприфатлив. А сега ваква една личност е прифатлива за сите. Вие сте пресрекни. До толку сте пресрекни што не знаете 5 збора ни од едниот табор, ни од другиот табор да кажете за оваа господја. Замајувањето продолжува, циркусот продолжува. Пазете, со секој чекор се подлабоко и подлабоко се влегува во, по мене, не во разрешницата на кризата, туку можна и продлабочување на кризата со вакво едно несериозно однесување. Ве мола, од толку
луѓе способни да ја преземат оваа функција, ви имате човек за кој што овде ни 5 збора не знаете да кажете. Или некете да кажете, седно. Што имате резигнираност, не сте биле консултирани, па никој не бил консултиран во оваа Македонија, тоа се и моите замерки. Нетранспарентен, неинклузивен процес, кој што не тера повторно да се сами себе вулгаризираме, да носиме закон кој што е со 300 фалинки и сега еден човек кој што не знаеме, дај Боже да бидам демантирана, ја би сакала да бидам демантирана, дај Боже да го имаме вториот Елиот Нес женски во Македонија, би сакала тоа да се случи. Но знаете, оние желби што ги слушам и по телевизии, да биде храбра и да биде безкомпромисна и да ја служи среќа. Тоа е како мене за пилот некој да ме предложи, па сега да бидам храбра и среќна, а не знам да возам авион. Така да, ако некој не се бавел со организиран криминал и единствената референца му е посетуван курс, а посетуван курс не ве прави експерт во областа, да се разбереме, тогаш јас немам очекување од таков човек. Приеска гледав, кога имавме пауза, гледав неколку телевизии и тие се чудеа што да кажат за оваа личност. Па наместо одеснав од луѓе да ја пофалат, да кажат дека ова личност која што може да се носи со овие опрски, интервјуираа нејзини комшии. Како била господјата како комшија. Несериозно, крајно несериозно однесување. Крајно несериозно однесување. Немам зборови за ваквиот избор. Немам зборови едноставно. Немам зборови. Можете да китите, да ми реплицирате, што сакате можете да правите. Сабајлево, цела Македонија стана пренеразена. Сите надежи ни паднаа во вода. Јас дефинитивно ова и вакво решение нема да го подржам. Неконсензуално, никако. Нема да подржам некој што нема референци од организиран криминал. А ние положуваме огромна надеж дека овој човек треба да се зафати со огромни проекти и со корупција. Немам надеж и нема да го подржам. Ви благодарам.